Покрај тоа што балканската рута е официјално затворена за бегалците од Сирија, Ирак, Авганистан, Иран и понатаму не стигнуваат обидите на шверцерите да транспортираат бегалци од јужната до северна граница на Македонија. Во текот на вчерашниот ден полицијата успеа да заплени возило со српски регистарски ознаки во близина на Демиркапе, каде што и најчесто се запленуваат возилата кои што се полни со бегалци, а од почетокот на годината до сега полицијата успеа да заплени над стотици бегалци кои што се претежно од овие држави каде што во моментов има војни за кои што Европската унија изгласа дека се завојувани подрачја, а тоа се регионите на Сирија, Авганистан и на Ирак. Ние имаме и прилог во врска со вчерашниот настан, па јас предлагам да го погледнеме во продолжение. По блокада на балканскиот мигрантски пат, шверцот на бегалците повторно се враќа во игра. За илегален транспорт, премин преку границата и превоз до српската граница, балканските криумчари имаат посебна листа на цени и се наплаќа многу скапо. Цените на ова мени може да достигнат и неколку стотици евра по лице. Само во текот на вчерашниот ден на стариот пат Удо во Демиркапија, во близина на раскрстицата за село Клисура, полицајци запрале камиони веко со српска национална ознака, кое било управувано од 23-годишниот НТ од Србија. Полицијата при претрез во неговото возило пронашла 29 мигранти, од кои 4 лица од Пакистан и 25 лица од Авганистан. Од МВР информираа дека лицата се приведени во полициската станица во Неготино, а против криумчарот, српскиот државјанин, е поднесена кривична пријава за криумчарење мигранти и му е одреден 30-дневен притвор. Неодамна полицијата го откри 34-годишниот Велешанец кај кого пронајде 13 мигранти, а на јавноста е познат и случајот за обид на шверц на 44 мигранти во комбе, чија гума била издишена. Кога полицијата се упатила да му помогне на возилото, во тој момент лицето кое го управувало комбето се дало во бегство. Мигрантите кои што го користат транспортот се најчесто од Сирија, Авганистан, Ирак и Пакистан. Според досегашните информации, голем дел од возилата кои превезуваат бегалци се со бугарски и српски регистарски ознаки, а поголем дел од лицата кои што ги управуваат возилата се од 30 до 40 години. Така Билјана, и во текот на вчерашниот ден имаше обид на јужната граница, бегалците да ја пробијат жичената ограда и да се упатат понатаму кон посакуваните дестинации во Западна Европа. Додека го слушавме прилогот, успеав да пронајдам информација од грчкиот весник Катимерини, кој што вели дека германска невладина организација разработува планови за создавање на нов прифатен центар за бегалци во близина на Терми, источно од Солун, и овој центар ќе биде со капацитет од 1500 жители. Така да доколку овој центар биде отворен во близина на Солун, јас сметам дека бројот на бегалци кои што се наоѓа во домени ќе се намали, што значи дека ќе се намалат и обидите за илегален превоз преку Македонија, ќе се намалат и обидите да се пробие жичената ограда и сите оние несакани последици кои што постојано се случуваат на македонско-грчката граница во близина на Идомени.